Горан Вранишковски го има последното прашање, вели дали недоволно внесување на јагле-хидрати може да дојде до главоболка, губење меморија и слично. И колку грама треба да се внесуваат дневно. Горан нема правило колку, има една општо прифатена формула, вели некаде 40 до 50% од калориските потреби дневно треба да отпаѓаат на јагле-хидрати. Или во превод, ако не знам, ти имаш потреби калориски у денот 2000, значи твоето тело бара 2000 калории, ако 50% од тие калории треба да ги ставиме на јагле-хидрати, тоа значи дека има, значи 4 калории има 1 грам, 500 грама ти требаат на јагле-хидрати у денот за да ја запазиш таа формула, но тоа е многу генерички, уопшто не е тоа примелниво за секого и адекватно за секого, затоа што ние луѓето имаме различни метаболизми, различна историја, генетика, физичка конституција и композиција, активност во текот на денот, обврски и слично, и тоа е многу општо кажано. Затоа јас не би ти рекол да се замараш со тоа, ниту па да се плашиш дека јагле-хидратите недоволното внесување ќе ти прави главоболка. Ако е тоа често, тогаш ја би те советувал да видиш дали вода можеби не внесуваш доволно, со сол да не си премалку или да претеруваш со јадење. Ако ти се случува главоболка после секој поголем оброк, во тој случај најдобро е можеби да се обратиш на лекар и да не нагаѓаме овде, но дефинитивно малкуте јагле-хидрати нема да бидат проблем воопшто за главата и за мозокот. Дури има научни студии во многу рани фази кои што зборуваат дека ниско јагле-хидратните диети помагаат при Алцхаймер или епилепсија, но тоа е се уште рана фаза. Така да, Горан, тоа е мојот одговор за твоето прашање.